Почитувани, денеска е 5 мај, денот на македонскиот јазик. Ние се наоѓаме во Штип, во Општинската библиотека Гоце Делчев, а поводот пак не е само денот на македонскиот јазик, туку имаме уште два значајни повода за ова интервју. 100 години од раѓањето на великанот на македонската книжевна научна мисла Блаже Конески и 20 години од формирањето на Фондацијата за македонски јазик Небрегово. Мој соговорник е господинот Атанас Конески, секретар на Фондацијата Небрегово. Господине Конески, добре дојдовте. Благодарам за можноста да поразговараме токму денеска на 5 мај на денот на македонскиот јазик за овие исклучително важни поводи. Имено Фондацијата Небрегово годинава обележува значаен јубилеј. Меѓутоа, вие имате како фондација подготвено еден содржаен оперативен план, би се рекло, кој што веќе почна да се спроведува. Може ли за почеток да кажеме што се опфаќа оперативниот план за обележување 100 години Блаже Конески и 20 години Фондација Небрегово? Убаво прашање и убава најава со конкретни показатели. Имено, Фондацијата за македонски јазик, како што рековте, заедно со прославата на 100 години од раѓањето на Блаже Конески, слави јубилеј од 20 години постоење. Фондацијата за македонски јазик уште минатата година подготви програма за своите активности, а во февруари и оперативен план за вклученоста на фондацијата во сите активности што се содржани и во националната програма, односно националната агенда за настани во текот на 2021 година во чест на Блаже Конески. Кои се тие? Денешниот настан го потврдува почетокот или средината на овие активности од фондацијата, што многу достојно, конкретно, непосредно и величенствено беа одбележани овие два настана овде во Штип. Вашиот потек како телевизија, вие го правите со уште еден конкретен придонес за реализирање на вкупните активности на фондацијата. А кои се тие, како што прашувате? Тоа се настани сврзани со издавачка дејност, со промоции на незините изданија и со содејство или соработка со другите културни национални установи во државава, што ќе се одвиваат во текот на целата година, но најмногу во спомен домот Блаже Конески во Небрегово. Во врска со ова, само таксативно ќе побројам, Фондацијата за македонски јазик со претходните 5 изданија незини и со сегашните 2 нови изданија по распишаните конкурси Како ме поттикнува Конески и поетски пораки за Конески, како и изданијата од едицијата Поттикот на Конески создаде близу 16 книги, што представува дело за респект. Така. Конкурсите завршија на 30 април. Каков е одзивот? Задоволни ли сте од пристигнатите текстови? Не само задоволни, туку исклучително сме задоволни и особено заради тоа што така како што се поставени темите на двата конкурса, одзивот е огромен. И денешниот настан тоа го потврди. Од сите градови, од многу училишта, основни и средни, од повеќе факултети, се пријавени ученици, студенти, професори, други учесници, пензионери, активисти и особено сите почитувачи на ликот и големото дело на Блаже Конески. Многу скоро ќе бидат издадени и овие 2 книги со исклучителен обем на многу страници. Вие досега имате, како што и самите спомнато, фондацијата има објавено повеќе изданија во кои што тоа се зборници пред на трудови за Блаже Конески. Сметате ли дека македонската научна мисла се занимава доволно со делото на Блаже Конески е достоен продолжувач? Убаво прашање. А одговорот веќе е содржан во изданијата на фондацијата. Меѓу другите и предпоследната книга Како го читам Конески, каде што има трудови
и ваши, и на професорката Витанова и други, 30 или во сите книги има автори чија бројка изнесува повеќе од 100 на повеќе од 1000 страници. Тоа е дело за поттик и за респект. Но тука ние не застануваме. И со двава конкурса, и со денешниот настан, делото покажува дека делото на Блаже Конески секогаш треба да се чита, да се препрочитува. И денешниве обраќања и учесниците со твоите творби покажуваат дека делото на Блаже Конески действува инспиративно, мотивирачки и секогаш бара нови природи, нови проучувања. Заради тоа што тој со својата мисла, со своето дело, со својата мудрост, со својата вкупна активност е поттик за идните генерации. Ова го потврдуваат и последните јавувања на конкурсите од фондацијата. Професоре Конески, како реагира фондацијата на последните напади за македонскиот јазик од страна на Бугарија, еве конкретно? Прашањето е секогаш актуелно и индикативно. Зошто? Заради тоа што фондацијата го дава вистинскиот одговор со преиздавање на книгата од Блаже Конески по повод најновите напади на македонскиот јазик, издадена во далечната 1948 година и беше денеска, неколку броја беа денеска поделени. Тоа потврдува дека овие напади, како што вели и Конески во книгава, се јавуваат во некаков континуитет. Меѓутоа, независно, македонскиот јазик е аксиома. Македонскиот јазик е непобитна вистина. И сите искажувања во зборниците од фондацијата, во другите изданија на научните и културните установи од државава, го потврдуваат тоа дека делото на Блаже Конески поттикнува на вакви размисли за аргументирано искажување во врска со употребата, со одржувањето во врска со постоењето на македонскиот јазик. И секогаш тоа представува збогатување со нови книги и нови изданија. За тоа е потврда и денешниот настап што се одржува во Штип со бројните искажувања содржани во аргументираните настапи на професорите од факултетот, на учениците, на студентите, на присутните. Дали сметате дека македонските институции во смисол на Институтот за македонски јазик, потоа универзитетите, филолошките факултети што постојат во државата, достојно го ја обележуваат 100 годишнината од раѓањето на Блаже Конески и дали се доволно активни на полето на македонскиот јазик? Вие како фондација каква соработка имате со нив? Соработката на фондацијата е исклучиво насочена кон Министерството за култура, затоа што ние финансиската помош ја добиваме од нив. Но овие институции за кои вие говорите, убеден сум тоа го чинат на достоинствен начин. И Институтот за македонски јазик, и МАНУ, и Филолошкиот факултет. И од она што можам да го видам, и сум го видел во националната програма и во националната агенда, тие се вклучени најнепосредно и конкретно со своји содржини токму во одбележувањето на овој голем јубилеј на Блаже Конески. Но тоа да им го ставиме ним. Каква е соработката со Министерството? Дали има слух за покривање на комплетната програма за чествување 100 години од раѓањето на Конески? Или требаше да се прават некакви пренамени, можеби? Напротив, нашата соработка со Министерството за култура во последниве години е изразито непосредна, конкретна и целосно поддржана програмата од Фондацијата за македонски јазик, небрегово за што навистина јас искажувам благодарност. Но таа соработка не може да биде сезонска, етапна и по разни поводи. Таа соработка со Министерството за култура, во чија надлежност ние спаѓаме како фондација за финансиска помош, треба да биде континуирана, долготрајна и долгорочна, особено во
разрешувањето не само на финансиските проблеми, туку и на други материјални прашања и просторни прашања сврзани со Фондацијата за македонски јазик. Вакво разбирање имаме од Министерството за култура и од владата на нашава држава и верувам тоа најконкретно во наредниот период ќе биде и покажано и докажано од нивна страна. А кои се конкретните барања кои што во моментов ви се потребни во смисол на просторно решавање како што спомнавте? Што е потребно на фондацијата за да може подобро, поефективно да функционира? Знаете, за да функционира едно семејство му е потребен дом. За да функционира една фирма е потребен квалитетен простор. За да функционира фондацијата, елементарно е потребен дом. Се надеваме дека овој дом ќе биде обезбеден од Министерството за култура, од владата на државава, особено заради тоа што ова година покровител на настанот 2021 година во чест на Блаже Конески е председателот на државата, почитуваниот председател Стево Пендаровски. И ќе има доволен слух за брзо реагирање и брзо разрешување, за да може фондацијата навистина оперативно да ги остварува своите програмски задачи или како што вели покојниот академик Ѓорѓи Старделов, фондацијата нема друг гарант за незината сегашност и за незината иднина. Тоа е само Блаже Конески. Ако го почитуваме Блаже Конески, значи ја почитуваме и Фондацијата за македонски јазик Небрегово, именувана по неговото родно место. Така. Дел од настаните кои што се планирани од Фондацијата Небрегово ќе се случат токму во куќата, родната куќа на Блаже Конески во Небрегово. Може ли да спомнеме дел од нив и секако да ми кажете дали таму сте задоволни од тоа како се одржува, во каква кондиција е таа куќа и што е потребно таму да се направи дополнително? Господје Сузе, вие заедно со професорката Витанова бевте учесници при промоцијата на книгата Како го читам Конески. Непосредно се уверивте дека спомендомот Блаже Конески навистина е репрезентативно издание, кај што навистина се случуваат клучни културни настани во државава. Тоа, впрочем, го бара ова година уште во понагласена форма. Покрај Фондацијата за македонски јазик, како домаќин или како корисник на спомен домот е Завод и музејот Прилеп. Тимот на Завод и музејот Прилеп, предводен од директорот Благој Атанасовски, прави усилби, прави напори кои даваат резултати во одржување на спомен домот, во збогатување со содржини во домот и затоа ова година најголем број од настаните ќе се одржуваат во спомен домот. И да кажам, веќе во најава, веќе е утврдено заправо на 26 мај Друштвото на писателите на Македонија ќе одржи свечен собир на кој ќе биде доделена и јубилејната награда Блаже Конески на академик Радован Павловски. Потоа, а зошто на 26 мај? Заради тоа што на тој ден големиот Блаже Конески го одржал првото предавање во тогашниот Народен универзитет на 26 мај 1945 година под наслов Македонскиот јазик и македонската литература во 19 век. Оваа книга е преиздадена од издавачката Куќа Култура и ќе биде на друг настан промовирана таа книга, книгата по повод најновите напади на Блаже Конески, книгата Граматичарот и многу други изданија. Потоа, на 20 август, исто така ќе се одржи еден голем настан, каде што ќе бидат доделени и плакети и признанија на истакнати поединци, личности и институции од државава што помогнале или се вклучиле во одржувањето и продолжувањето на ликот и делото на Блаже Конески. И тука не се застанува. Потоа, во текот на август и септември, таму ќе гостуваат и струшките вечери на поезијата, и семинарот за македонски јазик. Таму ќе бидат промовирани и некои од списанијата што се вклучени во оперативниот план на
на фондацијата, во соработка за фондацијата тоа се чини. Меѓу другите, списанието Современост посветено на Блаже Конески, списанието Зенит од Струмица посветено на Блаже Конески. Натаму ќе биде промовирано, ќе биде одржан и посебен ден по повод меѓународниот ден на туризмот на 27 септември од Универзитетот за туризам и менеджмент од Скопје, особено од факултетот за туризам, кај што ќе стане збор за културните споменици во тој крај. Меѓу другото, спомен домот на Блаже Конески, манастирот Трескавец, манастирот Свето Преображение во Зрзе, откаде што Блаже Конески ги гледал, го наблюдувал своето родно место и откаде што има посветено и соодветни песни на овие културни настани и личности, вклучително и знаменитата песна Црква за црквата во Небрегово. Дали е тоа доволно, Сузе? Ме поттикнавте на следно прашање, професоре, дали сметате дека спомендомот, односно родната куќа на Блаже Конески треба да биде на туристичката мапа на државата како понуда, затоа што можеби имаме недоволна промоција на она што значи културно наследство и запознавање на гостите кои што доаѓаат? Исклучително актуелно прашање, предизвикувачко прашање, Сузе. Зошто? Заради тоа што Универзитетот за туризам и менеджмент од Скопје подготвува и стручни трудови посветени токму на таа културна ризница, да стане спомен домот, вклучително и овие цркви и манастири. Мислам дека во Прилеп и Прилепско ги има 75, како што во Охрид ги има 365, да стане навистина место во културната ризница, во мапата на национален културен туризам во Македонија и да стане спомен домот Блаже Конески во Небрегово култно место на националната култура кај нас. Ете, тоа е признанието, почита и одолжувањето кон ликот и делото на големиот Блаже Конески. Бидејќи досега зборувавме за тоа што фондацијата прави по повод ликот и делото на Блаже Конески и по повод овој голем јубилеј, јас би сакала да ве навратам 20 години наназад и да кажете кои беа идеите и настаните кои што претходеа на формирање на оваа фондација. Пак актуелно прашање. Сузе, дејствувате мисловно, дејствувате Блаже Конески. Поводот е еден и единствен, а тоа е почита и одолжувањето кон великанот на македонската мисла, или како што вели покојниот Трајко Стаматоски, Блаже Конески наддржавен авторитет. Тоа беше поводот по неговата смрт во пред 20 години на неговиот роден ден да се формира Фондацијата за македонски јазик Небрегово, чии покрај другите чии основачи се големите имиња. Тоа се академик Ѓорѓи Старделов, академик Петре Андреевски, професорот Атанас Вангелов, професорот Људмил Спасов и уште неколкумина ентузијасти на чело со професорот Трајко Стаматоски. Таму се почетоците. И со обновата на куќата на Блаже Конески, таа е предадена на 1 август 2005 година со импозантен настан. Фондацијата за македонски јазик Небрегово беше собственик на спомен домот, но таа тогаш и го подари во владење на државата. Ете затоа сега е можност, моментот, после толку години, државата навистина да се одолжи кон фондацијата и на финансиски и на материјален план. А корисник на спомен домот, кој домаќински го одржува, тоа е Завод и музејот Прилеп, кои навистина заслужуваат почит и респект целиот тим на Завод и музеј. Сакала да споделите, ако сте во можност, некои од размислите од анегдотите кои што основоположниците на фондацијата ги споделиле со вас за Блаже Конески. Како го доживева овие великани на македонската книжевност, на македонската научна мисла? Тука ќе бидам малку скршав. Зошто? Заради тоа што Фондацијата за македонски јазик, поаѓајќи од ова ваша констатација, од ова
многу суштинско прашање се определи незиниот конкурс, како ме поттикнува Конески да биде вграден или исполнет со трудови од значајни настани и личности кои ги поттикнал Конески. Тоа ќе биде продолжување на една друга книга од Фондацијата за македонски јазик, а тоа е Пошто го запаметив Конески. Тоа е продолжување на книгата Како го читам Конески. Тоа е продолжување на книгата Окружието на Конески од професорот Пандев. И тоа е продолжување со уште многу други книги посветени на ликот и делото на Блаже Конески. Тоа е продолжување и со денешните искази од учениците, студентите и професорите на факултетот Гоце Делчев во Штип. Од сите песни и стручни научни трудови кои имам можност се уште прв да ги читам од пријавените на двата конкурси. Навистина сите тие текстови вдахновуваат. Ете затоа не сакам да бидам многу издашен. Тоа ќе имате можност сите да го видат, да го прочитаат од овие две книги при нивната промоција која е закажана за крајот од оваа година. Бидејќи оваа година завршува на 19 декември кога се слават 100 години од Конески, а промоцијата на овие книги ќе биде одржана во спомендомот на Блаже Конески во Небрегово и во Универзитетската библиотека во Скопје. Здравие, ќе имаме можност таму со конкретни искази од промоторите и со трудовите содржани во овие две книги, во овие два големи зборници, да го потврдиме вашето прашање, да го потврдиме вашето сознание како истакнатите личности и настани од минатото, сегашните и идните го читаат и го препрочитуваат Блаже Конески. Да бидеме трпеливи и во тоа ќе се убедиме навистина во сите книги и промоции што ќе се одржат до крајот на годинава. Неодамна го загубивме професорот Трајко Стаматовски, кој што беше председател на Фондацијата Небрегово, но еден од првите студенти, првата класа студенти на професорот Блаже Конески и негов близок соработник. Меѓутоа, од неговите дела допрва излегуваат, имаме се уште изданија кои што ја продолжуваат неговата работа. Пред се, што загуби Фондацијата Небрегово и Македонија, македонскиот јазик со професорот Стаматовски, а што остава по него? Почитувана сузе, вие со вашиве прашање потврдувате дека во континуитет ги следите активностите не само на фондацијата и другите суштински случувања сврзани со ликот и делото на Блаже Конески. И навистина јас конвар си скажувам почит и благодарност за тоа. Имено. Големиот и најзначајниот проучувач, аналитичар на делото на Блаже Конески, академикот Ѓорѓи Старделов, кажал: Блаже Конески е епоха. Поголемо признание за тоа не може да се каже. Големиот Трајко Стаматовски, кој е најблизок соработник на Блаже Конески и негов прв сосед, и студент од првата генерација 1945 и 50 година, кој целиот свој живот го поминал на функции сврзани со проучувањето на делото на Блаже Конески и долгогодишен директор на Институтот за македонски јазик, од каде што излегле многу видни стручнаци што го проучувале делото и на Блаже Конески од различни аспекти. Поголемо признание за тоа нема од искажаната мисла за словото за јазикот од Блаже Конески при промоцијата на неговата книга Борба за македонски јазик, а содржана и во последната книга на Трајко Стаматовски Македонски јазик, континуитет и идентитет, што имавте можност денеска на овој исклучително значаен настан да ја видите и да ја добијат истакнати професори од факултетот, ученици и студенти учесници на конкурсот. Во таа негова книга е содржана и знаменитата, значајната мисла искажана од Блаже Конески 1986 година и испишана на споменикот од Блаже Конески пред Ману, дека јазикот е единствената наша комплетна татковина.
И тука ќе додадам пак од една песна, испратена на конкурсот за поетски пораки за Конески од вашата пријателка, исклучителна блиска соработничка професорката Ана Рингачева, што ја прочита на овој собир, а унасловена на читачот, со еден вдахновен исказ за Блаже Конески. А зошто читачот? Ваков наслов содржи една негова песна посветена токму со ваков наслов напишана, мислам, во 1987 година, по повод 40 години од формирањето на Друштвото на писателите, кое е формирано 30 февруари 1947 година, чиј прв председател беше Блаже Конески, при посетата на значајни личности на манастирот Свети Јован Бигорски, тој пред да влезат во манастирот подзастанал, извадил ливче и нешто запишувал. И го ставил ливчето повторно в джеб. За потоа да се роди кусата песна Читач. Неговите песни се сите куси, рефлексивни, мисловни и покрај што го погодуваат умот, душата или, како што вели Јагода Михајловска Георгиева, го погодуваат и стомакот. Делуваат навистина импресивно. И овој наслов што е ставен на песната од Витанова, навистина кореспондира со насловот на неговата песна Читачот. Јас би сакал овој разговор да го заокружам со едно прашање до вас. Освен тоа што ве врзува истото презиме, што друго ве мотивира и обврзува да ја продолжувате традицијата на оваа фондација и да го чувате светол споменот на Блаже Конески на македонскиот јазик? Многу убава констатација, или поточно речено прашање. Сето претходно кажано, не знам дали е поголема мотивација од тоа што на мене дејствувало вдахновено. Го нагласувам и во моето обраќање овој збор вдахновено. Зошто? Заради тоа што јас Блаже Конески го проучувам од тој аспект како мислител, како мудрозборец. И мојата книга Вдахновенија, која доживеа досега 5 изданија во издание на култура, покрај другите мудрости се содржани мудростите од и за Блаже Конески. Е поголема почит, поголемо одолжување, јас лично не сум можел да направам. Се надевам дека ова книга ќе доживее и други изданија, зашто мудростите, мислата, исказот на Блаже Конески делува вдахновено, не само кај мене, туку и кај другите. Ете, тоа е директниот повод за моје непоследно вклучување, за моје вдахновено вклучување, за мој вдахновен исказ во врска со ликот и делото на Блаже Конески. Тоа го потврди и денешниот настан. Одржан овде и вашите прашања, бројни прашања искажани овде. Повеќе се констатации и повеќе се прашања или се заедно чинат единство. И на мене делуваат на вистина инспиративно, зашто искрено од се срце и вдахновено ти благодарам. Ви благодарам и јас вам за разговорот, за ова искрено обраќање пред публиката и се надевам дека Фондацијата Небрегово ќе има успешна година и успешно обележување на значајните јубилеи, а ќе доживее уште многу повеќе. Во тоа ќе се уверат сите од настаните што ќе се случуваат во текот на годинава. Се надевам кај што во дел од нив ќе бидете и вие директен учесник, како што сте биле и досега на настани одржани во врска со Фондацијата Небрегово. Искрена и огромна благодарност кон вас. Благодарам.